civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Пред нас е низа одбележување, пред се најголемото одбележување 3 децении на независна македонска држава. Меѓутоа, тоа е јубилејот исто така на 2 децении Охридски рамковен договор. Дали веќе во навестувањето на овие големи јубилеи, одбележувањето, дали забележувате можеби позитивен прием на јавноста и медиумите или веќе се подготуваат одредени кампањи кои ќе го насочат вниманието на јавноста во друга насока или ќе се обидат да го подкопаат значењето на јубилеите со разноразни содржини кои упатуваат на друг тип на гледање на нештата. Можда. Забележувате ли тоа и што ќе направите во врска со тоа? Можда, но ексклузивно денеска на наставот ние се залагаме за многу динамична и агресивно одбележување на 20 годишнина и 30 годишнината, 20 годишнина на Охридскиот и 30 годишнината на независноста и ќе ги поврземе двете со агресивни културни настани. Ова агресивни може да го сватат поинаку, погрешно? Не, се извинувам. Него мислев динамични, еден по друг, последователни, за да го исполниме вакуумот на било кои негативни влијанија, да го исполниме тој вакуум со позитивни настани, значи агресивни културни настани, концерти, театарска представа, контактирав со Рам Љахај, кој што можеби во моментов е добриот светски оперски пејач, заедно со нашата филхармонија да одржи концерт на 13 август. Значи светска звезда е Рам, беше во Сиднеј минатата недела, денеска е во Лондон, во Кралската опера, таму перформира. Имаме исто ексклузивно да ви информирам, воспоставено со работка со Колумбија University од Соединетите Американски држави и академската конференција ќе ја правиме заедно со нив. Професорот Дейвид Филипс ќе дојде и заеднички, значи владата со Колумбија University ќе го организира одбележувањето на Охридскиот рамковен договор. Ви кажав театарска представа, ви кажав документарен, ви кажав подршка на цивилното општество, дебати како што е ова денес. Значи, на тој начин со агресивни, позитивни, афирмативни настапи да не дадеме простор за било какви негативни влијанија, да се одземе темата од нешто позитивно што е успех за државата, како што имплементирањето на Охридскиот договор или прогласувањето на независноста да се пренасочи во нешто негативно како извор на конфликт. Како што кажав и во говорот, етникумот, религијата, културната припадност се разноликост, но истовремено се извор на конфликт. Ние сакаме да ставиме крај и да не дадеме никаков простор на било кој да го искористи овој момент на слабост на ова разноликост и затоа сме ангажирани за таква голема прослава во текот на крајот на јули, целиот август, па се до средината на септември. civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno.